Здраво и добродошли уште на видео, каде што на видео ќе видиме генската организација на имуноглобулинските гени, односно поточно генски сегменти. Сега, првично мораме да имаме мал краток преглед на општа генетика, односно вовед, со цел да го сватите што се случува. Сега, знаеме дека еден човеков организам има 46 хромозоми во соматските клетки, нормално, кои всушност се организирани во 23 пара. Така, каде што ова е еден хромозом, ова е друг, ова е трет, ова е четврти, пети, шести и така натаму, каде што ги организираме всушност во парови. Ова е прв пар, ова е втор пар, ова е трет пар и така натаму. Така, ако ќе повлечеме тука вака линии, за да ги поделиме како парови, и знаеме дека едните се од мајката, ќе бележиме со црвена боја, ќе биде се од мајката, овие се од таткото. Имаме вакви 23. Така, односно вкупот 46 хромозоми. Значи ДНА не е една линија, него организирани во вакви хромозоми. Сега, овие хромозоми, например првиот пар, едниот од мајката, едниот од таткото, главно се идентични. Сега, имаат некои си варијации на самите гени кои се наоѓаат, кои ги нарекуваме алели. Односно, да речеме дека во овој дел, во овој генски локус од првиот хромозом, имаме некој си ген, така, кој ќе бележиме ген 1. Така, поентата е во истото место, во истото генски локус кај татковиот хромозом, исто го имаме тој ген 1, само што е малку поразличен. Значи малку е поразличен и затоа ќе бележиме 1 прим. И всушност овие се двете алелни облици на тој ген. Така, овие се алели. Односно, ако збориш едниот или друг. И сега поентата е едната варијација може би доминантна, другата рецесивна, двете рецесивни, двете доминантни, има различни комбинации. Но ова е главната идеја. И ова ќе биде важно понатаму. Сега, само да поменеме дека гените кои се наоѓаат за кодирање на ламда, лесната верига, значи на лесна ламда, се наоѓаат кај луѓето на 22-иот хромозом. 22 хромозом. Капа лесната верига, таа се наоѓа на вториот хромозом. И гените, односно генските сегменти за правење на тешката верига, така на heavy, се наоѓа на 14-тиот хромозом. И ова не мора да толку ако памтите, значи не дека е толку битно каде се наоѓаат, него главно е да знаете дека се наоѓаат на различни хромозоми, така во различни генски локуси. Значи делот од ДНА кој го прави капа light chain се наоѓа вториот хромозом и да речеме дека во овој генски локус се наоѓа кај двата хромозома. Сега понатаму ќе се вратиме зошто ги спомнувам за дека имаме два хромозома, бидејќи е битно за алелско исклучување, но тоа ќе спомнеме понатаму. Сега, ако земеме еден од овие хромозоми, така го ставиме дека на страна, тоа е всушност многу испреплетена вака ДНА. Така која е убаво многу спакувано таков хромозомска нишка. Сега, регионот кој прави например за капа лесниот синџир е да речеме од тука до тука некаде. Така. Значи ово е регионот за капа или ајде вака light, ама капа. Сега тоа не е еден ген. Значи овој цел регион од ДНА не е еден ген кој прави еден протеин, него е составен од различни генски сегменти кои треба да се приспојат за да направат ген. Сега, што мислам со тоа? Сега ќе видиме. Значи наместо да гледаме вака згручена, овој дел всушност ќе го отпакуваме и ќе облежиме како права линија. Така целиот овој дел, кој е огромен дел од ДНА. Значи тоа не е мало делче. Ние ќе го гледаме како една вака права линија. Така. Сега, на оваа права линија имаме еден дел кој ќе обележиме, не знам со ваква боја. Значи имаме еден дел во кој што се наоѓаат генски сегменти кои понатаму ќе направат делот од генот кој што ќе кодира за варијабилниот регион на капа синџирот. Значи за варијабилниот регион на капа синџирот, додека имаме друг дел од ДНА каде што се содржат генски сегменти кои кодираат за константниот регион. Сега, овие два региони, сега ја вака шематски прикажувам, но они не се
толку близу еден до друг. Значи тие може да се многу разделечени, да има многу простор помеѓу нив. Сега, внатре во овој вариабилен регион имаме генски сегменти. Така, значи тие се мали делови парчиња од ДНК, значи последователни базни парови, кои што самите по себе не се ген, него едноставно представуваат делови од ген, представуваат екзони. Сега, кај лесните синџири имаме вакви генски сегменти. Например, тука имаме еден екзон, па имаме интрони, така па имаме друг екзон, па имаме повторни интрони, па имаме екзон. Така. И овие ги бележиме со V. И ова ќе биде V1, ова ќе биде V2, така натаму, значи ќе скокнеме некој и ова е V, не знам, 10. И понатаму има други. Океј? И V користиме за variety. Значи за сега. Значи овие кои ги бележам со зелено се делови, така, последователни базни парови, кои се всушност екзони. Така, значи они самите по себе се екзони. Кои всушност екзони значат делови од ДНК која ќе се зачува при ерен на процесирање, која понатаму ќе се врши транслација врз нејзе. Додека овие делови кои не ги бележам, кои се измеѓу нив, така тие се интрони. Односно последователни базни парови, кои што понатаму ќе се отстранат при сплайсингот на месенџер РНА и нема да се транслатираат и нема да прават протеини. Понатаму имаме многу понатаму, значи ова не е едно до друго, мора да запамтите дека овдека има многу големо растојание од едноставно голем интронски места, кои што ништо не кодираат. Понатаму имаме J генски сегменти, така, значи 1, 2, 3 и така натаму. Значи J, значи J1, J2, J3 и што се бележи L до нив за да се знае дека е за light синџир, кој што името стои за joining, односно приклучувачки, односно врзувачки. И они исто така се екзони. Значи они самите по себе не се гени, него овие се генски сегменти. Така, значи овие се генски сегменти кои понатаму ќе се приклучат едно од друго и ќе биде еден генски сегмент, така, врзан до друг генски сегмент и ќе има некои други работи, но ќе направат ген кој понатаму ќе направи протеин. Така. Ќе стигнеме до тоа. Значи имаме вакви генски сегменти. И повторно регионите помеѓу Џ исто така се интрони кои ќе се отстранат понатаму. И овдека повторно има многу место помеѓу нив, значи тие не се едно до друго. Сега, во константниот регион, кој е подалеку, така, значи тука има место подалеку, имаме само еден генски сегмент, барем во овој случај, така C на light синџир капа. Така, значи за капа, лесниот синџир, имаме само еден константен генски сегмент. Значи ова ако би го пренеле сега дека лево, всушност ми дошло дека овие V сегменти се некаде тука вака наредени, така и сегменти да се направат тука некаде, дека константниот е овдека некаде. Пример. Сега, нешто што не напоменав е дека пред овие V сегменти постојат едни кратки секвенци, кои ги бележам со виолетова боја, едни кратки секвенци кои се нарекуваат лидер секвенци. Вие се потребни понатаму за насочување на протеинот кој ќе се направи во ендоплазматичниот ретикулум, но се отстрануваат кога ќе имаме понатамошно процесирање на протеинот. И овие ги имаме пред секој V генски сегмент. Сега, ако би збореле за лесниот ламда синџир, всушност ќе имавме истата приказна како овде, само што ќе имавме повеќе константни генски сегменти. Ќе имавме C за ламда 1, имавме C за ламда 2 и така. Значи, поентата е само тоа ќе се сменеше.
иначе другото ќе останеше исто. Сега, ако збориме за ваква структура кај тешките синџири, тогаш имаме некоја си разлика. Ајде сега повторно ќе издвоиме кој ни треба 14-тиот хромозом. Така, ќе земеме кафена боја, 14-тиот хромозомот тука некаде. Така, ќе го видиме како е заплеткан. И повторно само дел од него, да речеме дека е овој тука дел, кодира за heavy синџирот. И сега повторно тој дел ќе го извадиме на страна. Сега ќе го направиме малце полук. Направам и натаму малце. Значи го развлековме истиот тој дел од ДНА. Значи ова е едно многу големо парче ДНА, кое нормално нели додека си имаш А, Т, С, Г, 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 С, С, Г и така натаму, и така натаму. Само што ова е многу килобази големо. Така, усари мегабази големо. Значи огромен генски сегмент. Огромен ДНА, всушност сегмент. И повторно и во него имаме еден дел во кој ќе се наоѓаат, например од таму до таму, ќе се наоѓаат генски сегменти кои понатаму ќе направат ген кој ќе биде за варијабилниот дел на антителото, и имаме дел кој што содржи генски сегменти кои ќе кодираат за константниот дел од тешкиот синџир. Значи овој ќе оставиме за константен дел, а овдека ќе кодира и ќе има генски сегменти за варијабилниот дел. И сега, повторно започнуваме со В генски сегменти. Значи ова е ДНА, имаш одреден дел од ДНА кој што кодира, ќе кодира, односно екзон, и е В, така па имаш уште еден, кој може би е помал, В2, така В3 и така натаму. И ќе збориме за какав е бројот и за некои неактивни, но тоа е главната идеја. И повторно си постојат и J, така кој ќе бележиме дека на страна. J генски сегменти, значи овие не се гени, овие се само делови од ДНА кои понатаму ќе направат гени. J1, J2, J3, така натаму. И помеѓу нив, кај тешкиот синџир, имаме всушност и D. Така, значи имаме D гени. И бележам со жолто. D генски сегменти, си свидно. D1, D2, D3 и така натаму. Каде што D стои за diversity. Значи за односно разноликост, бидејќи на начинот кој ги откриле. Значи после ќе спомнам како заклучиле дека постојат. Овие повторно или си стојат за variety, овие повторно си стојат за joining, и овие повторно напоменам дека сите овие се генски сегменти, односно се екзони. Односно сите се одредени генски сегменти. Сега, тие помеѓу нив местата, како ги нареков? Тие ги нарекуваме интрони, бидејќи понатаму нема да има транслација врз нив. Бидејќи ќе бидат отстранети во процесирањето на РНА. Сега дека не забораваме, имавме лидер пред секој В сегмент, така значи имавме лидер, повторно ќе го забележам, која е кратка секвенца од нуклеотиди, и повторно се заборави помеѓу сите овие има големо растојание. И тоа растојание ние ќе го бележиме како две црти. Значи не се тие одма еден од друг, него се раздалечени прилично доста. Односно сега за сега ова не е еден ген. Значи ова целото не е еден ген. Така, за сега само се парчиња од ген. Значи кој генски сегменти кои понатаму ќе се приспојат, ќе видиме како, но поентата е понатаму ќе се приспојат и ќе имаме зелен до жолт до портокалов. Така, со црвен, сега ќе доставиме црвените. Ова сега ќе биде ген. Така, кој понатаму може да прави месенџерирање и други работи. Но сега за сега уште не се гени и
како ќе се добијат гени, ќе видиме понатаму. За сега се само генски сегменти. Сега, во константниот регион, кај делот од ДНА за тешкиот синџир, повторно дека имаме доста разделчување, во константниот регион имаме повеќе генски сегменти. Зошто имаме повеќе? Бидејќи имавме различни класи на имуноглобулини, зависно од различни видови на тешки синџири. Така, значи имавме колку различни тешки синџири имавме. Имавме ми, имавме алфа, имавме гама, имавме делта, имавме епсилон. Така, значи различни имавме. Имавме подкласи. Имавме алфа 1, алфа 2, имавме гама 1, 2, 3, 4. Така, значи различни подкласи имавме. Поентата е, овдека се наредени по еден редослед кој секогаш истиот го сретнуваме. Сега нема да го запазвам толку, но поентата е, имаме првиот генски сегмент, е константен регион кој, мислам, генски сегмент кој кодира за константниот регион на тешката верига за ми тежок синџир. Наредниот е кој кодира за константна верига на делта. Па имаме за гама 3, имаме тука некаде си понатаму, С за гама 3 и така натаму и така натаму, ќе ги разгледаме. И повторно помеѓу сите овие генски сегменти имаме интрони кои ги одделуваат. И овдека редоследот на различни константни генски сегменти не е случаен и како што рековме постојан и е многу важен понатаму. Ќе разгледаме тоа. Сега, кај константните генски сегменти малце е поразлично, бидејќи они самите по себе, значи вака како го отвориме, вака ќе направиме. Ако земеме еден генски сегмент и го отвориме вака, поточно ми ќе го отвориме, вака. Го отвориме овој дел, го зумираме на некој начин и ја видиме ДНА која ја содржи, така ова е парчето повторно ДНА, ќе видиме дека внатре во самиот генски сегмент постојат екзони, така, значи во самиот генски сегмент постојат екзони и постојат интрони. Така. И зошто е тоа така? Едноставно зашто константниот дел од тешкиот синџир се состои од повеќе домени. Памтите, кога ќе нацртаме едно антитело, нацртаме вака и ќе нацртам повеќе вакви клучеви што ги правевме. Вака, тука вака, нацртав еден домен вишок, но окей. И ова ќе го направиме за варијабилниот дел. И наравно имавме овдека и така имавме лесен синџир. Но тој сега не е битен е тешкиот синџир. Сега, значи еден од овие константни генски сегменти во себе содржи повеќе екзони, значи кои се овдека, така, во себе содржи повеќе екзони, бидејќи секој од овие екзони ќе кодира за различен домен. Така, например, го избереш ми, тоа значи дека целиот овој константен регион ќе биде ми и секој екзон кој се наоѓа внатре во ми ќе направи за еден домен. Така, ќе направи еден домен од ми тешкиот синџир. Додека овој тука цел друг дел, овој делево што беше за варијабилниот, така, овој цел дел од генски сегменти ќе го направи само овој синиот дел. Каде што правиот дел ќе биде В, овој тука ќе биде Д, овој тука ќе биде Ј. Добро, Д требаше со жолта боја. И тоа нормално од кога ќе се преорганизираат, од кога ќе се рекомбинираат, така ќе доеме. Ова ќе дое ова до него. Имавме Ј. Така и сите тие ќе го направат тој дел, додека константниот кој ќе се приклучи на нив ќе го направи остатокот. Така константниот регион со различни домени. И затоа секој генски сегмент, така значи секој генски сегмент содржи, така, ева, ќе се помести вака нааму малце. Поместам рамката. Секој генски сегмент со бела боја содржи екзони и интрони.
бидејќи секој од екзоните во самиот генски сегмент ќе кодира за еден од домените, така, значи секој екзон ќе прави по еден домен од тешкиот синџи. Сега, во однос на тоа, колкав е бројот на вакви V генски сегменти, на D генски сегменти или пак на J генски сегменти, е всушност многу различно во сите книги. Сега, ја ќе користам книга една од 2017 молекуларна и клеточна имунологија и оттаму ќе извам бројките, бидејќи како што работат така откриваат некои ги викаат ова не е и така натаму, така што од различни литератури има различни бројки, исто така зависи од индивидуите. Значи различни, не речем подвидови имаат например некој од Азија или некој од Африка, можеби ќе имаат различен број на В генски сегменти. А помеѓу видовите нормално дека се разликува. Значи глушец има различен број него човек. И ние голем дел од наредното видео, од механизмите ќе разгледуваме на глувци, бидејќи е малце поедноставно, со цел да се свати главната идеја. И така. Значи, В генски сегменти кај тешкиот синџир има 45, значи има 45 функционални В. Сега објаснеме што значи функционални и што не функционални. D имаме 23 функционални, додека J имаме 6. Додека кај лесниот синџир имаме околу приближно 35 кај капа и приближно 30 кај ламда од V. Додека за joining J имаме приближно имаме 5 кај капа и зависи од кај наоѓам 7 кај ламда. И повторно овие зависат од вид до вид, различни се. Сега викам дека толкав е бројот на активни, односно функционални генски сегменти. Зашто постојат, например, ева кога доливаме повеќе место, постои овдека, например, V сегмент кој не е функционален. Ако се внесе, понатаму ако тој се рекомбинира, тој нема да биде функционален. И тие нефункционалните ги бележиме како се става знакче како пси. Ќе направиме. Ќе бележиме само со знакчето ќе оставиме, црвено ќе оставам. Се бележи како со пси кога имаме нефункционален генски сегмент. И што значи нефункционален? Едноставно, ако например го земеме овој нефункционален генски сегмент, тука кој се наоѓа, така го однесеме од дека, имаме DNA и нормално имаме A, T, G, C, C, G и така натаму и така натаму. Поентата е на крајот од овој генски сегмент, значи ова ако е тој нефункционален генски сегмент, имаме стоп кодони. Така значи или имаме UAA или пак имаме UAG или UGA. И поентата е тие кои ќе се внесат, едноставно кој ќе се прави месенџерен транскрипт, така да речеме ова е веќе готовиот ген кој ќе се рекомбинира и да речеме овдека се внел тој расипаниот, нефункционалниот и сега се прави месенџерен транскрипт и ќе заврши тука. D и D и J за џабе ќе ни бидат. Едноставно зашто ќе се прекине, имаме стоп кодон. Значи тие се нефункционални зашто имаат некој си стоп кодон кој што ќе прекине транскрипција. Сега како ги нашле овие генски сегменти? Едноставно земале на пример ќе земеш овој вариабилниот регион, тој е протеин. Така ова сега ќе наслага како протеин. И гледаш овдека аминокиселините во овој дел, пример, гледаш аминокиселините, се враќаш у рикверц, всушност, и добиваш каква би била ДНА за тој дел. Така ја бараш таа ДНА во хромозомот. Така ја бараш и наоѓаш дека е овдека, пример. Така наоѓаш овдека и викаш ова е веќе окрст. Океј. Потоа ги гледаш овие овдека аминокиселини. Кога ги гледаш овие аминокиселини, правиш повторно и од тоа обратно, се враќаш, правиш ДНА и ја бараш таа ДНА. Така, ја бараш и наоѓаш дека е всушност многу подалеку, наоѓаш дека е тука некаде. Така и тоа го крстили Ја и сватиле дека дел од аминокиселините се измеѓу и нашле друг регион кој е тука некаде, кој крстиле Д. А помеѓу нив има многу простор. Така, тоа постојано го напоменувам. Значи овие не се близу еден до друг. Затоа ги ставивме овие две линии кои означуваат простор. Простор во однос на ДН. И на крај за константните, така да тука доле.
Сега, зашто претходно ги спомнав дека имаме по два, нели, хромозома, кои што ги имам истите гени од мајката и од таткото. Сега, ако од ова, сега што го објаснив, иако не објаснив како се одвија рекомбинацијата, но може да сватите дека на пример овдека ќе дојдеме до рекомбинација така што ќе имаме V3, ќе имаме D5 и J, не знам, нека биде J4. Ќе се рекомбинираат и ќе дојдат во тој сооднос. Сега, ако тоа е случајот, тоа значи дека и овдека се случува рекомбинација. А рекомбинацијата дека е случајна, тука може ќе дојде до различна. Ќе имаме V4, ќе имаме D5, повторно ова да речеме дека исто и J3. Така. Значи ќе добиваме различен ген. Сега тоа е проблем. Зошто? Зошто ќе направиш две различни антитела. Ова ќе направи едно антитело, ова ќе направи друго антитело. Ама Б-клетката нема две антитела. Така, мислам варијабилниот дел од антителото. Сам да кажам различни антитела. Затоа едниот ќе треба да се деактивира. И тоа ќе биде алелско исклучување. Не мора да се деактивира, едноставно ќе го објаснеме тоа, но првин се пробува овдека, ако е успешна рекомбинацијата, овој ќе се деактивира. Ако не е успешна рекомбинацијата, идеме на вториот. Така, се пробува овдека. И овдека е успешно и се продолжува процесот. Значи како safety switch е втората варијанта на генот, за да имаме втора шанса за повторна рекомбинација. Тоа не е сега толку битно, понатаму ќе збориме за тоа алелско исклучување, ама онака имате да го на памет. Сега, ово што го објаснив ќе го видиме преку слики. Сега, одма не почнувам со слики, бидејќи едноставно ако ја видите вака сликата, ќе се исплашите, онака како што е ова на сликава. Така. Значи идеме, ова е буквално исто сега што го зборев, само прикажано убаво, шематски. Само да го поместам ова. Вака ќе гледаме. Значи имаме heavy chain, така, состојано од V. Имаме N2, со H се бележат дека е heavy, за D и ова означува вакви ова испрекинати дека има место помеѓу нив. Така, многу место. D23, J, ова е NH е enhancer, ќе збориме понатаму за што е тоа enhancer, дека е појачувач на некој начин. Гледаме дека константните региони кај тешкиот синџир, ова е како дека го отвара на подетално, дека самиот генски сегмент од генскиот сегмент кој се наоѓа во константниот дел, самите содржаат екзони и интрони. Екзон, интрон, екзон, интрон. Така. Значи тоа е истото дека што го бележив. Дека кога ќе го извадиш, самиот содржи екзони и интрони. Другото е дека имаме дека си место, да имаме повторно за некои си различни подтипови на константни вериги на тешкиот синџир. Имаме за капа, така имаме само В и Ј, enhancer, капа имаме само еден. Кај ламда, лесниот синџир, може да имаме 7. Така. Сега, ова е повторно истото, прикажано на друг начин, буквално истото. Значи може да има различни шематски презентации на се тоа. Тоа е повторно истото. Едноставно, нема ги објаснувам, може да си паузирате, да си ги видите. Гледате овдека со пси, така е бележано дека тој е нефункционален. Овдека е исто. Ово е нефункционален. Ово е тука е нефункционален. Односно нефункционален има стоп кодон. Добро, тоа е истото. Сега овдека ни прикажува откако ќе се изврши рекомбинирањето, што ќе видиме во наредното видео, каде всушност доаѓаат сите сегменти во однос на протеинот кој ќе се направи. Така. Значи ова ќе биде варијабилниот дел од протеинот, ова ќе биде константниот дел од протеинот. Така. Ова ТМ стои за трансмембрански, ЦИ-те за цитоплазматични. Сега, гледаме дека исто во варијабилниот од D heavy, окей, значи во помеѓу D и J се наоѓа комплементарно детерминачкиот регион, нели тие кај што се правиа прстите со кои се врзува со антигенот. Памтите? Кој зборавме за структурата. CD2 се наоѓа в дека, CD1. И така. И го имаме T-cell ресепторот за кој нема да збориме, едноставно ќе спомнете дека е сличен процесот и сличен начинот на рекомбинација на гени. Така, значи дека се држиме на имуноглобулините. И тоа беше главното за
ова видео. Се надам дека научивте нешто и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе видиме како всушност се одвива овој процес на рекомбинација, така каде што од ова стигаме до ова да имаме ген од тие генски сегменти. Благодарам што гледавте и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.